Во тема на денот, како што најавив, разговарам со Ана Марјановиќ, онколошки пациент, дел од Сдруженијето Хема Онко. Марјановиќ, добро вечер, добре дојдовте во Дневникот на Сител. Добро ве најдов и благодарам што ме повикавте за да го започнеме розовиот месец. На почетокот на овој розов месец денеска презентиравте едни вознемирувачки податоци. 7 од 10 пациенти кои што имаат рак на дојка, испитувањата ги вршат на приватно. Тоа го покажала ваша анкета. Ова се големи проценти. 70% од испитаниците дале таков одговор. На што се должи ова? Вака, значи, ние како Сдружение одлучивме дека оваа година ќе почнеме да не биде дека она кое што го зборуваме е неосновано, ќе почнеме со нешто што во светот е пракса, а тоа е анкетни листови да се праќаат по групите, односно да ги одговараат пациенти. Ние тоа го направивме во нашата група Пеперутки и во друга група во која не си сама во својата борба, во која што има пациенти, нели, во Пеперутки се исклучиво со ЦПС диагноза. И направивме еден прашалник, ке следува и втор прашалник кој што е за терапијата. Првиот беше за патот до диагнозата, како се води диагнозата. Она кое што го потврдија овие 200 се до сега од прилика направени анкети е она кое што ние постојано го зборуваме, тоа е дека пациентите во Македонија при првично напипување на грудката и слично спасот го бараат во приватните клиники, бидејќи патеката која што е во државното здравство е се уште неубаво одредена и не се стигнува лесно до диагнозата, бидејќи вие како еден пациент, како што сум и јас, нели, во моментот кога ќе напипате грудка, сакате да знаете што е таа грудка сега, веднаш, ако може вчера. И кога ќе почнете да барате термин во државните институции за ехо, за мамографија и слично, тоа не оди едноставно. Се закажува за 2, за 4, дури за месец дена. Ретко кој пациент, кога веќе знае дека има нешто во својот организам, може да чека. Значи, според она кое што ние го имаме како резултати, 60% мамографија прават приватно поради чекање. По првата диагностика биле упатени за биопсија приватно и таа бројка е 65%. И она кое што за мене е уште пострашно е дека 80% од овие пациенти, откако им бил диагностициран канцерот, биле пратени на хирургија. Тоа е нешто што мора да се промени сега и веднаш. Значи, по диагнозата, кога вие ќе добиете диагноза од биопсија, дека имате било која С диагноза, односно канцер диагноза, вашата институција е онкологија. И пред да стигнете било каде на друго место, вие треба да отидете кај вашиот онколог, да разговарате со него, да добиете третман кој што, нели, следува понатаму и како ќе се лекувате. За секој вид на ракот, она што јас го имам како искуство, првото упатување е хирургија. Вашата цел е да одат прво на онкологија, за таму да се утврди патеката, дали првата станица треба да биде хирургија? Значи, тоа не е наша желба. Тоа е светски протокол. Затоа постојат секдека во светот, делумно и кај нас, во одредени гранки на онкологијата, тумор бордови. Што значи дека група на доктори, кои што треба да бидат радиолог, патолог, хирург, онколог, и во зависност, например, доколку станува збор за дигестивен, доктор од дигестивна, нели, од дигестивна диагностика, за бели дробови пулмолог, значи, за секој одреден тип на канцер постојат одредени, значи, според светски стандарди, тимови кои што треба да го разгледуваат текот на лекување на тој пациент. Ние сега овдека, нели, бидејќи го одбележуваме октомври, ќе зборуваме за тумор бордовите за гради, а тоа значи дека тоа треба да бидат хирург, торакалец, онколог, кој што е најважно, патолог, радиолог. Оваа група на доктори, откако вас ќе ви се постави диагнозата, заедно треба да така. Секој пациент треба да стигне таму и таму да се добие мислење. Дали јас сум во фаза во која што треба да имам прво оперативен зафат, па потоа да примам хемотерапија.
Доколку станува збор за таков тип на канцер, доколку станува збор за трипл негатив, за генетски канцер, можеби треба веднаш да ми се направи двојна масектомија. Доколку станува збор за метастатски канцер, тогаш е подобро да ја примам терапијата, па потоа да подлежам на некаква хирургија, бидејќи хирургијата па го одложува третманот и тоа е повторно прогрес на болеста за тој пациент. Имаме други случаеви во кои што пациентките им се најдени ракот е најден во 1А, во нулта стадиум, им е отстранета целата града. Тоа е едноставно неприфатливо. Значи, во ваквите случаи постојат, веќе се работат во Македонија, маркирање на тој тумор да се отстрани. Квадрално дел од градата, само туморот да се отстрани. Значи, има пациентки кои што апсолутно немало потреба да биде отстранета целата града и апропо тоа нели имаме пациентки кои што недоволно лимфни јазли се можеби извадени. Значи сепак треба да е одлуката за како ќе тече третманот направена конзилиарно, да бидат споделени сите мислења и само на тој начин ние најнапред како пациенти ќе бидеме сигурни дека сме ја добиле вистинската диагноза, вистинскиот третман, а во исто време им го олеснуваме патот и на сите останати, да не зборувам дека со тоа сме поевтини и за државата и колку ја чиниме државата. Например, јас како пациент досега сум имала 6 операции, кои што секој од тие операции нели кои што се направени државни ја чинеле, можеби доколку овој тумор функционирал, голем дел од моето патување по клиниките во Македонија ќе бил намален на 1 до 2 операции, што е нели она кое што сите го сакаме и го посакуваме. Да, ова е многу добро како систем да функционира, но мора да се постави прашањето, знаејќи што размислуваат и како коментираат лекарите, имаме ли доволно лекари кои што може да функционираат во вакви тумор бордови, затоа што на онкологија велат дека на прсти се бројат лекарите кои што останаа на оваа клиника, веројатно слично и по останатите клиники. Ќе има ли доволно бордови кои што ќе може да го издржат овој терет, ако знаеме дека имаме се повеќе и повеќе пациенти? Доволно доктори на онкологија е веќе докажано дека немаме. Апсолутно немаме и тоа е нешто за кое што треба веќе стратешки да се размислува како ќе се пополни. Меѓутоа, и докторите, мене ми е многу драго што ова е веќе отпочната процедура, значи отпочнато е и докторите и оторакална, и патолозите, и радиолозите, па најмногу онколозите се свесни кои се бенефитите од овие тумор бордови и сите заедно работат и во овој момент да тие станат реалност во Македонија. Дали тоа ќе биде лесно? Се разбира дека нема да биде лесно, дека тоа ќе почне и ќе оди глад во Македонија. Апсолутно, јас барем кажувам, нели моето мислење дека нема баш да оди тоа така, дека се нужност која што мора да се случи е факт и мора да се почне од негдека. Знаете како? Ги разбирам и докторите, разбирам колку се тие нели преоптеретени во целиот овој здравствен систем, меѓутоа од друга страна сметам дека она кое што може да ја улесни работата и на докторите е и во нивен бенефит. Да, клучно ќе биде ова за функционирање во иднина, ова не се единствените проблеми. Денеска споделивте со јавноста дека нема тумор маркери на онкологија, недостасува дел од онколошката терапија. Каде е проблемот? Зошто редовно се случува во информативните изданија, во вестите да информираме дека има недостиг на дел од терапијата за онколошките пациенти, нема пари, ненавремено се спроведуваат тендерите. Каде е главниот проблем? Најинтересното е дека нити во едното, ни во другото. Ние оваа година добивме за 65% поголем буџет. Тендерите се објавуваат секој месец. Се испоставува дека проблемот во Македонија не се ни парите, не се ни тендерските набавки, е административниот дел од целата процедура. Ние имаме толку габаритна и за тендери, и за набавка процедура и администрација околу овие набавки, да тоа го отежнува патот на секаде. Треба сериозно да се размисли, да се промени стратегијата за тоа како се набавува онколошката терапија. Јас ке зборувам само за онколошките пациенти, иако многу често знаат да ми кажат дека не се само онколошки пациенти во Македонија, меѓутоа, знаете како ние на онкологија имаме и диабетичари и оние кои што имаат проблем со
срце, да не кажувам дека и самата хемотерапија ги прави овие пациенти понатаму да бидат, така да сметам дека доколку се промени начинот на кој што се набавува терапијата за онкологија, многу голем број и на останати пациенти ќе имаат бенефита, не само онколошките пациенти, бидејќи еве оваа година парите ги имаме, лековите ги немаме. Што значи дека начинот на кој што е тоа изрегулирано, јас повторно ќе кажам, нити сум правник, нити сум економиста, иако имам завршено економска факултет, не знам тоа како функционира, меѓутоа праксата покажува дека е проблем. На оваа година на онкологија имавме, како и во овој момент, значи изминатата недела, гапови од недела до 2. Можеби тие не изгледаат страшни како што беа оние месечни дупки кои што ги имавме во минатото, меѓутоа се уште се дупки. Се уште пациенти доаѓаат на онкологија, им се кажува дека терапијата ја нема, без разлика дали станува збор дистрибутерот касни со достава, царина ја задржала робата, во Малмет се чека некаков документ за таа пратка да стигне, без разлика кој е административниот проблем, крајниот резултат е дека пациентите не ја добиваат терапијата навреме. Од друга страна, имаме, како што се тумор маркерите и оваа година имавме некои гапови во основната хемотерапија, која што е дел од позитивната листа, имаме проблеми со тоа да дистрибутерите едноставно не се јавуваат на тендер. Значи, вие објавувате тендер, они не поради пониска цена, количината не им одговара, знаете, тоа е пазар на капиталот и е бизнис и веле дрогериите или производителот вели за таа количина не сакам. Ние во оваа држава немаме систем како ако нема понуда, а ние имаме побарувачка, како ќе го решиме тоа. Моментално како е поставен законот за набавка, значи за јавни набавки и за тендери, тоа не го дозволува и тоа треба да се промени, бидејќи јас сметам дека да се набави бетон во оваа држава и да се набави лек кој што значи живот, треба да биде различна категорија и треба да има некакви олеснувања во начинот, се разбира регулатива, не би сакале да се случи она кое што знаеме дека се случи на онкологија за кое што има процес, нели тоа да биде мониторирано, меѓутоа да се изнајде начин и решение да пациентите на онкологија во еден момент престанат да ги имаат овие стресови кои што ги имаат секојдневно. Значи, ние само во нашата група, каде што се само пациенти за рак на дојка, верувајте дека секоја недела ги одговараме истите прашања. Го има ли овој лек на онкологија, дали е стигнат? Вчера ми рекоа дека го немало, па ние се јавуваме во онкологија, имаме прекрасна соработка и со сестрите, и со докторите, и со директорот на клиниката, и од таму нели го добиваме одговорот. Нарачана е, тендерот е поминат, се уште не е стигнато, ќе дојде денеска, ќе дојде утре, меѓутоа ништо од тоа проблемот на онколошките пациенти не го решава. Да, говориме јавно, верувам не следат надлежните. Ќе продолжиме и понатаму со притисокот за да се надмине овој проблем. Морам да ве прашам, стартува месецот, розевиот месец октомври, меѓутоа постојано слушаме лоши информации, лоши бројки, независно дали тоа е на ниво на држава, одредена општина, дека се зголемува бројот на пациенти болни од рак. Какви се вашите податоци? Водите статистика? Се зголемува ли бројот на вакви пациенти? Ние се уште немаме статистика наша интерна. Тука е следниот проблем на кој што постојано алудираме, а тоа е дека не можеме да продолжиме да бидеме држава без регистар за канцер пациенти. Тоа е повторно нешто кое што мора да се случи. Зошто? Подобра прогноза за тоа како населението ќе се однесува нели во иднина, да се види каде е проблемот со зголемените бројки, зашто зголемени бројки имаме. До овој момент имаме повеќе од 800 пациенти со канцер на града. Се очекува како и минатата година, до крајот на годината тоа повторно да стигне до бројката од 1200, кое што е можеби некое дупло зголемување од пред 10 години, што не е воопшто за подценување. Иако може би таа 1200 пациенти годишно во последните 2 до 3 години е веќе константа. Регистар на канцер пациенти со кое што ќе можеме да го лоцираме каде е проблемот под број 1, под број 2 тоа ќе помогне на државата да знае каде да ги насочи ресурсите, односно колку терапија треба за тие пациенти, колку доктори треба за тие пациенти и се останато нели кое што е од патот.
Она кое што недостасува, на кое што исто така во моментот се работи, не само ние како здружение заедно и со Министерството за здравство тоа го работиме, тоа е новата скрининг програма. Јас имам една изрека во оваа држава, тоа е на секој чекор напред ние правиме 3 назад, се надевам дека ќе го научиме македонското оро и ќе одиме 3 напред, 1 назад. Сега имаме повторно 1 чекор напред со комисијата за скрининг која што го ја подготвува скрининг програмата, имаме една извонредна соработка. Тие дури за прв пат, јас не знам, можеби и во други години биле повикувани пациентите да бидат слушнати каде е нивниот проблем, се работи на една нова скрининг програма. За нас како пациенти е најважно скрининг програмата да ги опфати сите кои што се на возраст од 40 до 69 години, во меѓувреме да се изнајде начин каде да влезат оние од 30 до 40 години, бидејќи и таму имаме еден пораз на пациенти кои што се под 40 години, и оваа програма да е долгорочна, бидејќи кој и да е рак, кога ќе го фатите во нулта стадиум, во 1 стадиум, е нешто кое што е 99% излечливо и кое што на крајот на денот секој од овие пациенти многу помалку ќе ја чини оваа држава. Доколку оваа скрининг програма не профункционира, ние ќе продолжиме да ги наоѓаме пациентите во поодминати стадиуми, 3, 4 и така натаму, што не е добро за никого, а најмногу за самите пациенти. Ана Марјановиќ, благодарам многу за гостувањето во Тема недела. Ви благодарам уште еднашка за поканата.